Еве го и првиот погодок. Филип Петров по грешката на фудбалерот со број 3 Александар Вареловски. Непречен од никого, од 6-7 метри го постигнува првиот погодок за Вардар на овој надпревар. Удар и 1:1. 1:1. Илија Јаков веднаш го израмнува резултатот. Во одбраната стандардните четворица фудбалери. Еве уште една шанса и 2:1. Филип Петров повторно е стрелец на погодокот за Вардар. Одлично зафати волеј удар по центар шутот на Лико. Убав потек на Пандовски, центар шут и хет-трик на Филип Петров. Убав центар шут на Пандовски, а Петров веќе во 17-та минута го постигнува својот трет погодок. Убаво проигрување на Ивановски до Петров, сега на десната страна кон Милан Илиевски, влегува во 16-тикот и еве го четвртиот погодок за Вардар и повторно е дело на Филип Петров. Одлично игра овој млад фудбалер на оваа средба, 31 минута. Го има десно Петров, проигрување за Петров, дали ќе биде побрз од голманот на Тиквеш, старт на Данчо Ангелков и судијата Далибор Ѓорѓевски покажува на белата точка. Залет за Филип Ивановски. Удар и 5:1. Прв гол за Филип Ивановски на овој дуел. Акција на Илбер Али, влегува во 16-тикот и еве го и шестиот погодок во мрежата на Тиквеш. Го постигнува Пауло Кандидо Маскулино Лико. Методи Сапунџиев, тренерот на Тиквеш. Висок пораз, убедлив од Вардар 6:1. Како го видовте куп дуелот и дали сметате дека имате се уште шанси можеби за нова сензација како минатата сезона? Па, пред себе сакал да им честитам на фудбалерите на Вардар и на стручниот штаб за убедливата победа. Се покажаа како поквалитетен противник на сите линии, искористија доста од многуте 100% шанси, резултатот си е реален. А за вториот дел од прашањето, мислам дека немаме многу амбиции за во купот, приоритетно не е првенството. Филип Петров, стрелец на 4 погодоци на денешниот надпревар. Одличен настап, како го видовте надпреварот и какви се очекувањата од реваншот? Па, одличен надпревар за нас, мислам, ние тоа и сакаме да го постигнеме што повеќе голови за мирен реванш. Тоа не успеа да постигнеме рано гол. Останато тоа видовте. Не само еден, беше стрелец на неколку погодоци. Ти се отвори надпреварот уште од почетокот. Па да, кога ќе даеш од првата шанса, кој ќе го даеш одма голот, после све е лесно. И другите 2-3 шанси ги претворив исто во гол. Среќен сум, мислам, ова ми е прв пат да постигнам толку голови. Све на све, да не беа со играчите, немаше да дам толку голови.